Обвинителската администрација разочарана со многу повеќе трошоци во ковид кризата и со плати кои не гарантираат пристоен живот. Поради ова, тие итно бараат покачување на нивните плати, бидејќи сегашните просечни плати се околу 16.000 денари. Најниската плата кај нас е 16.000 денари, а овој месец минималната плата е 15.500. Па сега вие видите колка ви се нашите плати. Исто така, значи платите бараме да дојдат барем до 29.000 денари, најниската плата, бидејќи го заслужуваме тоа и држиме по 2-3 работни места, ова го напоменувам повеќе пати бидејќи е битно и за тоа немаме никакви задолженија за да примаме некоја надокнада. Освен платите, проблем за оваа администрација е и преголемиот обем на работа, бидејќи администрацијата во овој орган постојано се намалува, а работа за нив има се повеќе. Од државата бараат вработувања на нови кадри за поефикасна и поквалитетна работа. Дека во 2019 година се пополнети само 338 работни места, а сме барале како јавно обвинителство и до 165. За раководни сме барале 202, а сме добиле само 11. Епа, по тоа може да се направи компарација колку е кадарот во нашите обвинителства. Генерално, сето ова има директно влијание врз динамиката на решавање на проблемите, односно подготвување на толку сензибилните материјали. Точно е дека носители се обвинителите. Меѓутоа, за да еден обвинител даде ефикасна и брза правда, многу е битно како работи тимот околу него. А тимот околу него се соочува најпрвен со тоа што е многу краток во луѓе. Значи, има малку стручни соработници, некои обвинители воопшто немаат стручни соработници. Значи, за да се изработи еден тежок предмет, треба дополнителна енергија, а плюс на сето тоа, како што спомнав, нема кадар. Инаку, во моментов, обвинителствата во државата располагаат со 350 вработени, а според нив, за работата да тече нормално, потребни се речиси 1000.